Најголемиот и најзначајниот христијански празник е Великден, кога го славиме Христовото воскресение. Интересно е што апостол Павле во првото послание до Коринтјаните, 15 глава, 14 стих кажува: Ако Христос не воскреснал, празна е нашата вера. Или во 19 стих понатаму ќе каже: Ако Христос не воскреснал, тогаш ние сме најбедните, најнесрекните луѓе на овој свет. Тогаш, зошто се собираме? Што празнуваме? Дали само да посетуваме гробови, коски на мртви, ќе си спомниме за нашите покојни и се враќаме дома празни? Бидејќи следствено, во 22 стих истата глава читаме: Зашто како што сите умираат во Адама, така во Христа сите ќе оживеат. Значи, Христовото воскресение е доказ, гаранција, дека еден ден и ние ќе воскреснеме. Дали го знаевте ова? Што е гаранција? Во книгата Делата на апостолите, 2 глава, 27 стих пишува: Нема да ја оставиш мојата душа во подземјето, ниту ќе дозволиш твојот светец да види распаѓање. Повторно ќе станеме или воскреснеме. Нашите мртви, распадливи тела повторно ќе воскреснат и ќе бидеме облечени во нераспадливо, бесмртно, вечно тело. И оној што ќе разбере оваа вистина ќе се воодушеви, ќе се радува, ќе слави. А оној кој не разбира оваа вест, за жал и понатаму само ќе повторува на вистина воскресна и ќе остане безнадежен. Зато во првото послание до Солуњаните, 4 глава, 13 стих до 18, апостолот Павле не охрабрува со следните зборови: Не сакаме, браќа, да останете во незнаење за умрените, за да не жалите како другите кои немаат надеж. Зашто ако веруваме дека Исус умре и воскресна, така и умрените во Исуса Бог ќе ги приведе со Него. Зашто ова ви го кажуваме преку Словото на Господа, дека ние, кои живееме и остануваме на Господовото доаѓање, нема да отидеме пред оние кои умреле. Зашто самиот Господ на заповед, при глас на архангел и при Божја труба, ќе слезе од небото и мртвите во Христа ќе воскреснат прво. Потоа ние живите, ние кои останавме ќе бидеме грабнати заедно со нив на облаците, во воздух, во пресрет на Господа. И така за секогаш ќе бидеме со Господа. Затоа, утешувајте се еден друг со овие зборови.